Плакати со повик за подпис и подршка на партијата Достоинство на генералот Стојан Ангелов можат да се видат во Штип. Овакај дел од јавноста предизвика коментари дека Достоинство се соочува со криза на членство и подршка, па дури и дека Достоинство е на пат да згасне. Достоинство започна со собирање за редовна пререгистрација на партијата, нешто кое што сме должни според закон да го правиме на секои 4 години. Нашата партија е формирана во мај 2011 година, така што ние имаме време до мај да ги собереме потребните 1000 подписи. Задачата за собирање на подписи е дадена на партиските тела и органи кои што си работат на терен овие неколку дена. Ние имаме повеќе од доволно време и политичката партија Достоинство е во полна кондиција, посилно од било кога и без проблем, без никаков проблем, можеме да собереме 1000 подписи. Од друга страна, Достоинство во последните години доживуваше големо политичко невреме. Најправен одлучно му сврте грб на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Потоа се појави Бедем со идентична структура на членства и гласачи, за на крај Ангелов да биде дел од шарената револуција и сега дел од власта. Дали ова не е причина што Достоинство сега е пред екзистенционален предизвик? Ова е целосно неточно тврдење. Сдруженијето Достоинство настана во 2007 година, откако видовме дека ВМРО ДПМН не изигра. Почнувајќи од 2007, откако е формирано Сдруженијето, ние безмалку од самиот старт влеговме во конфликт со тогаш владеачката ВМРО ДПМН. 4 години подоцна ја формиравме политичката партија Достоинство и како партија, освен блискоста со СДСМ во одредени периоди, ние имаме 2 настапи на парламентарни избори самостојни. Во ниту еден момент, откако е формирано Достоинство, ние не сме имале никаква блискост со ВМРО ДПМН.